Имате ли некој проблем со кој што се соочувате подолго време? Ја не барам да ми одговарате, меѓутоа, дај Боже да нема таков. Подолго време, значи може да се упрашање и години. Евреите 12.1. Познат текст. Знаете, порано, не знам пред колку време се поделени на глави, мислам, библиските текстови, како и да е. Порано немало поделба, па затоа 12 глава, први стих само се надоврзува на текстот од 11 глава, која што многу добро ни е позната. Знаете, тука се великаните на верата, спомнати мнозина од нив. И вели, затоа и ние, имајки околу себе толкав облак на сведоци, мислејки на тие верни, тие керои на верата, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Има ли нешто што ви сплеткува лесно? Гревот овде вели што не сплеткува лесно. Значи, нешто на што многу лесно паѓате. И која е причината? Зошто толку лесно паѓаме на тоа? Затоа ќе размислуваме денес. И тоа не мора да е некој голем греф. Знаете, обично ние знаеме да класифицираме некојаш според некои наши мерила што е голем, што е мал греф. Меѓутоа и со малиот и со големиот ќе отидете ли на небо? Еве, кога сме овде, баш убава мисла, каже сестра Катица, па некој се надоврза и сестра Зорица после тоа, и мене така ми дојде во умот со Захеј, нели споредбата со Захеј од пуката и богатиот младич. Многу е полесно кога човек е свесен за својот недостаток и греф. Тој е веќе на пола пат до Бога. И затоа Захеј дал пола, па доволно било. Меѓутоа, богатиот младич не ни бил свесен, он бил на нулата. Па затоа Господ бара од него 100%. Од сите нас бара 100%, нели, со сето срце да му... И моментот исто кој што го зборувавме за околу слабоста на тој богат младич, или еве некоја наша слабост која и да е, 100% треба да се искорени, затоа што ако остане 1 или 2%, тоа пак после ќе нарасне. И пак е проблем, со 1 или со 2% не одиме таму, на небо. Мора 100%, 1 или 2 да остане, сакам да кажам. Мора 100% да се искорени. Еве, дури и во таа случка со богатиот младич гледаме оние кои што ќе видат, оние кои што не може да видат, нема да видат. Гледаме поука дека ние мора да го оставиме гревот, односно да престанеме да грешиме за да можеме да бидеме спасени. И то 100% да го оставиме. Инаку не. Инаку погледнеше напред од богатиот младиш, отишол од Исуса. На него не му треба таков Исус. Тој ќе отиде и од небото, ако го качите таков некој на небото, и тој ќе отиде и од небото. Значи, може да е тоа и некој мал греф, може да е тоа некоја мала работа. Што и да е. Ако многу често го повторувате и правите и паѓате на тоа, тој греф кој што не сплеткува лесно. И сега ние сме, тука ни се опишува една трка, трчаме кон целта и на таа трка, замисли сега, се тркате и постојано се сплеткувате и што? Резултатот е паѓате. И никако до целта така да нема да стигнете. Трчате, 2-3 чекори ќе паднете. 2-3 чекори ќе паднете. Постојано ве сплеткува нешто. Некој греф. Нешто што многу често го правите.
Сега овде има и нешто многу повеќе. Ја веќе преку Захеј, преку богатиот младиш, поточно веќе наговестив, меѓутоа не станува збор само за грев, колку и да е тоа мал или голем, пак ќе кажам, гревот може да не доведе до момент кога ќе го предадеме Христа. Зошто ќе зборувам со овој термин? Затоа што ќе го спомнеме повторно Јуда, зборувавме за крадци и разбойници минатата сабота, за Јуда, за Варава, за фарисеите. Сега ќе го видиме од еден друг агол, иако пак тука е неговите слабости, низ кои што треба да се поучиме. Ние мислиме дека кога ќе се крштеваме, знаете кога се крштевате, склучувате завет со Господа и во 100% случаеви, може би има и некој процент мал, да стварно човек кога ќе се крштева со вода, се крсти и со Светиот Дух и не греши повеќе, меѓутоа поголемиот процент на луѓе после крштевањето повторно си грешат или можеби пак тоа што лесно ги сплеткувало од предходниот живот продолжува и во новиот живот, затоа што тоа не е така едноставно, нешто што лесно ве сплеткува. Тоа е голем проблем. Колку и да е мал гревот, за вас е голем. За мене можеби нешто не е проблем, ама за вас ќе биде, или обратно. Можеби е мал за мене, за вас е голем, или обратно. Но секој оној грев кој што лесно е сплеткува и често пати не бутка, а тука ѓаволот знае па дека ни е слабата точка и тука ќе не мава, е голем проблем. Нека е и најмал грев. Ѓаволот не мава таму каде што ни е слаба точка, затоа што се надева дека преку гревот на кој што секогаш паѓаме, што ќе постигне? Ќе не доведе до ситуација да се разочараме, да се депримираме и конечно да се откажеме од Христа. Тоа е неговата цел. Меѓутоа, тука има и радосна вест, да речеме, затоа што се додека ве напаѓа на една иста точка, една иста слабост, тоа значи дека се уште имате шанси да се поправите. Па ве бутка, па ве напаѓа таму. Се уште не ве срушил до крај. Матеј 26 глава. Читаме за Јуда, го спомнавме, а кога Исус ги заврши сите тие беседи, им рече на своите ученици, знаете дека Пасхата е по 2 дни и ќе го предадат човечкиот син за да го распнат. Им наговестува, уште пред Пасхата, и уште предходно многу пати, 14 до 16 стих. Тогаш еден од 12-мијата кој се вика Јуда Искариотски отиде при првосвещениците и им рече, што ќе ми дадете за да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш бараше згоден случај за да го предаде. Знаеме што имал на ум Јуда преку ова, од предходно сме зборувале, нели, сакал на некој начин да му помогне на Исуса, сметал дека тоа е начинот за да го убрзо неговото зацарување на земјата, меѓутоа сега зборуваме од аспект на она како таа негова слабост и грев од мал станал голем и го втурнал во ова и го довел до оваа точка да го предаде Господ Исус Христе и да Исус за него рече, ако се сеќавате од неодамна зборувавме, мислам дека беше лани за света вечер баш, и тоа мартовската, подобро за таков човек да никогаш да не се родил, тоа се однесува на ваквиот, како Јуда, кој што ќе го предаде Господа. 45 до 50 стих од истата глава, ќе читаме. Тогаш дојде при учениците и им рече, само спиите и почивајте. Значи, ова е во Гециманија. Еве, наближи часот кој човечкиот син ќе биде предаден во раците на грешниците. Уште еднаш го нагласува Исус. Станете да одиме, ете, наближи мојот предавник. И додека тој уште зборуваше, ете, Јуда, еден од 12-мијата, дојде со големо множество со ножеви и стапови испратени од првосвещениците и народните старешини.
А неговиот преданик им беше дал знак, велејќи, кого ќе го целивам јас, тој е, фатете го. И веднаш се приближи до Исуса и го целива. А Исус му рече, пријателе, зошто дојде? И тогаш пристапија, положија раце на Исуса и го фатија. Јуда бил спремен за 30 сребреника да го предаде својот Господ. Цена на еден роб. Не читавме измеѓу овие действија што се случува, меѓутоа се сеќавате Јуда кога тргнал, кога решил конечно да отиде да го предаде Исуса, после кој настан. Единствениот момент кога тој бил укорен од Исуса отворено, а тоа е во собата на лепрозниот Симон, кога нели рекол што рекол. Еве една точка што ја поврзува темата со библиската поука, да кажеме, за добротворни цели тие пари требаше да се дадат, за сиромашните, а оваа ги растори тука. Па и другите го поддржуваа, ама он беше секојаш водечки, се сеќавате минатиот пат кога зборувавме за кратците. Но да отворим сега во Јован, да го прочитаме тоа действие, Јован 12 глава. Да се подсетиме, овие текстови ги знаеме секако. Од први стих, на 6 дни пред Паската Исус дојде во Витанија, каде беше Лазар, кога го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние кои со него седеа покрај трпезата. Тогаш Марија зеде литар миро, од чист и скапоцен нард, ги помаза и своите нозе, му ги избрише нозите со својата коса и куќата се наполни со мирис од мирото. А Јуда Искариотски, еден од неговите ученици, кој сакаше да го предаде, рече, зошто мирово не е продадено за 300 денари за да биде раздадено на сиромасите? Тоа не го рече дека се грижеше за бедните, туку зошто? Затоа што беше крадец. Кај него беше ковчежето и земаше од она што го пуштаа во него. Дали Јуда од секојаш бил ваков? Да се запрашаме. Добро, ма сето тоа има процес, знаете. Вие сте, може би, таков, можете сте склон кон нешто, ама колку често, почесто тоа го правите, се потешко и потешко ќе се откажете од тоа, и тоа е тоа што лесно ве сплеткува. Јуда сигурно слушал, и тука бил секако 3,5 години со Исуса, слушал поуки. И тој имал своја борба, Елен Вајд кажува, имал своја борба. Па дури Исус намерно го ставил да биде благајник, за да полесно си да согледа славоста, нели? Послушайте ги овие цитати од Копнежот. Историјата на Јуда прикажува жалосен крај на еден живот што може да биде полн со чест пред Бога. Можел. Но, вели, кога Јуда би умрел пред својот последен пат во Иерусалим, би се сметал за човек достоен за место меѓу 12 мината и за оној што многу би им недостигал. Океј, ова повеќе го сваќам јас како во очите на луѓето. Би го сметале така. Затоа што тој слабоста се е имал, ама не била покажана така јавно, па сега тие последни мигови ја покажал. Си го покажал лицето, вистинското лице всушност. Одвратноста со која луѓето со векови гледале на него не би постојала кога не би биле особините што се откриле на крајот на неговиот живот. Елен Вајд, на крајот на неговиот живот. Немало така, и ние е така одвратно да гледаме на Јуда како издаен преданик, кога не би се открил така во тој последен дел од неговиот живот, кон крајот на неговиот живот. А знаете што се вели, и тоа е факт, така е, дека онаа славост која што ја влечете низ животот, ако не ја победите, во постари години ќе биде многу поизразена. И тоа е факт. Постои причина зашто неговиот карактер му е открит на целиот свет. Тоа требало да биде опомена за сите кои, како и тој, бија изневериле светата доверба. И сега овој дел од цитатот е битниот за темата. Јуда по природа ги сакал парите. Значи, ете, тоа, по природа бил таков човекот, едноставно. Сите ние, секој од нас се лепи за нешто, и он се лепил за парите.
Но не бил секогаш толку алчен да стори такво дело какво што е тоа што го направил. Ова вели. Значи, што вели текстот? Не бил секогаш толку алчен. Почнало тоа од малку, би си бил по природа таков, значи, и па сите ние сме по природа нешто. Сите ние сме грешни. Со склоности кон греф, нели? Се раѓаме, доаѓаме на овој свет и така натаму наследени, а потоа истекнуваме нешто. Значи, Јуда по природа ги сакал парите, но не бил секојаш толку алчен да стори такво дело како што е ова. Негувал лош дух на скржавштина, се доека тој дух не станал владеачка побуда во неговиот живот. Значи, видите како се опишува тука процес, всушност. Негувал таквиот дух на скржавштина и тоа после станува владеачка побуда во неговиот живот. Нешто што го води. Нешто што е толку прилепено за него и толку лесно паѓа на тоа да после, знаете, и како што кажав предходно, ѓаволот тука ќе ве бута, за да еден не се разочарате и речете, па доста ми и од црква, и од Господ, и од се, невозможно е ова. Може би сме имали некои такви мигови во живот. Љубовта кон богатството, на кое робски му служел, ова е исто клучно, робски, он бил роб на парите. И богатиот младеж бил таков, па затоа Исус барал да го продаде целиот имот. Не од некои други причини. Ако мене раката или окото, како беше Андреј, често пати тоа знае да го каже, ме соблазнува, што вели тамо, одсечија, фигуративно, нели, тоа што ти смета, тоа што е проблем за да дојдеш до Господа, тоа треба скроз да го тргнеш. Значи, љубовта кон богатството на кое робски му служи ја победила неговата љубов кон Христа. Значи, или едното ќе преовлада, или другото. Не може со Христа да делите било што друго. Мора со цело срце да му служите на Бога. Станувајќи роб на еден порок, му се предал на сатаната потполно да го вовлече во гревот. Доволно е едно нешто само. Едно. Тоа може да биде различно, како што кажав. Може за мене да не е проблем пари, цигари. Пари и цигари. Или не знам што, ама за мене е друг проблем. Може би јас сум нервозен, нешто сум наследен, нешто сум стекнал и така натаму. Лесно можам да избувнам некојаш, па тоа е за мене проблем. И многу лесно паѓам на тоа. Некој може би многу се жали, знаете, има луѓе такви кои што се жалопојки, како ги викаме, многу се жали. Друг може би си молчи, може би има поголеми проблеми од тоа што се жали, ама некој постојано се жали, таков си едноставно. И тој паѓа на... Тој е таков едноставно и паѓа, се повеќе паѓа, и кој ќе дојде па во стари години, пуште повеќе тоа изразено, знаете. Значи, било каква мана, било каква слабост, значи, ако ја гаиме, ако ја одгледуваме, станува проблем и на тоа многу лесно се сплеткуваме и паѓаме, како што велеше првиот текст што го читавме во Евреите 12:1. Кога сме кај ова, знаете, сме објаснували порано, меѓутоа еве да се потсетиме пак. Тоа, значи, создавате вие како одеше мислата, приклучена, мислам, тука се и чувствата со мислите, па правите дело, акт, потоа, ако тоа често го правите, тоа станува навика и се создава, значи, веќе нервна патека во мозгот. Како да сте поминали сега низ некоја поле со голема трева, првиот пат е тешко, нели? Најтешко е да ја разгазите таа висока трева, вториот пат е полесно и секој следен пат е се полесно и на крајот толку ќе ја разгазите, што дури патека ќе си направите таму, нема ништо, ни трева, расте, ни ништо. Поготово ако низ тоа поле газел некогаш не од Васил Топурковски, да речеме, сега ќе го спомна по име. Некогаш. Така викаат тоа за него, кај што он ќе сгазне трева, не може да никне. Како и да е. Значи,
И секој следен пат, значи, сега вие може би ви се нуди друга опција да заобиколите, да го заобиколите тоа поле, или не знам, ама не ви се оди ни да заобиколите, нити па сакате да ја разгазите тревата на друго место. Не, тука ви е најлесно и тука пак ќе се поминете. Ете, тоа е тоа. Лесно паѓате, се полесно и полесно, лесно се сплеткувате. Тоа е, било која слабост да е имаана. Може некојаш ќе ви се соберат некои такви животни околности што уште повеќе ќе маваат на тоа, ѓаволот ќе го искористи тоа, а пак Господ го дозволува за да се освестите, за да сватите дека треба да побарате помош од Него. Затоа што и да е, дали мал греф или голем греф, ние не можеме да го победиме со собствени сили. Тоа е факт. Така и Јуда, значи, еден порок до каде го довело за да го предаде Христа. Значи, како што кажав, сатаната тука не мава највеќе, кај што сме најслаби, затоа што сака да не доведе до ситуација да го предадеме Господа. И она со кое што имаме проблем денес, треба да не загрижи, колку и да е мало или беззначајно. Треба да работиме на тоа, треба да сме свесни за тоа. Ако не сакаме да се случи оној ден кога ќе го предадеме Исуса. И сега во Матеј 26 глава читаме за Јуда, но сега во 27-та ќе читаме за некои други. 27 глава Матеј. Први и втори стих, а кога се раздени сите свештенички главатари и народни старешини се советуваа против Исуса за да го убијат. И го врзаа, го одведоа и му го предадоа на управителот Понтиј Пилат. Исус е предаден на Понтиј Пилат и сега читаме од 15 стих. А на секој празник управителот имаше обичај да му пушти на народот еден затвореник, кого што би го побарале. Тогаш има прочуен затвореник кој се викаше Варава, а кој што беше од минатата проповед? Разбойник. Оној кој што се сметал дека е Месија, дека ќе создаде нов поредок, кој што сметал дека сето оно што ќе го приграби, ќе го украде за себе, му припаѓа нему, че имал чудни ставови, па каков бил, што бил, меѓутоа евреите него го избрале да биде ослободен, а не Исуса. Па си ја запечатали судбината со тоа. Но, да одиме сега да видиме што вели текстот. На секој празник, добро, читавме, 16. Тогаш има прочуен затвореник кој се викаше Варава. И кога се собраа, Пилат им рече, кого сакате да ви го пуштам, Варава или Исуса наречен Христос? Зашто знаеше дека го предадоа од завист. Толку било видливо ова, што дури Пилат знаел дека од завист бил предаден Исус. Завист, љубомора, ова се страшни работи. Значи. Од завист. Затоа што некој е нешто што ја не сум или некој има нешто што ја немам. Знаете Исус каков каква пометња направил, не ми доаѓа македонскиот збор. Збрка. Благодарам. Каква збрка им направил на фарисеите, на црковните водачи тоа време. Па тргнал народ по него да го следи. Ја не знам дали оделе во синагогите воопшто некој. Океј, знаеме дека негов обичај беше доди во сабота во синагога. Меѓутоа така изборот, нели? Сакам да долувам дека станал популарен, тргнале по него, значи како да им бркнал во ковчежето таму, во парите. Значи, едноставно ги вознемирувал на секој можен начин. И завист. Дури на Пилата му било јасно дека од завист го предадоа. И ѓавол ги искористил овие љубоморни свештеници за да го уништат Христа, односно да го распнат, така мисле, ќе го уништат ѓаволот преку нив. А тоа се луѓе кои што држале сабота, давале десеток, и тоа знаете како прецизно, од најситно од се. Не сакале да ја прекршат Пасхата.
знаете, а биле спремни да го предадат Господа. И сето ова се случувало во текот на целото тоа време, доека Исус делува со својата служба, со сите тие нивни ситни одлуки за или против секој ден, за да дојдат во таа ситуација. Значи, и тука имате процес. Не може туку така нешто, знаете, да паднете на туку така на нешто. Можете да паднете, меѓутоа, ако паѓате често, пак кажам, ако гаите некој таков дух, еве, како што тие го гајали, полека, стигнале до таму, да, едноставно, па знаете на колку наврати сакале да го убијат, буквално. Па не дошло времето. Но дошло до таму, таква завист развиле, да едноставно не сакале да го гледаат веќе. А ѓаволот, знаете, тоа кога се случува кај нас, кај било кој седи од страна и само се смешка, затоа што знае кој е патот. Каде води сето тоа? Во пропаст за нас. Затоа што знае дека еден ден ќе не искористи тоа така добро да го предадеме Исуса. И на крајот и да не уништи. Знаете, Јуда бил искористен од ѓаволот да го предаде Исуса и на крајот како завршил. Но, како што кажав, има и добра вест во сето ова. Ако заради ова се бориме со, да речеме, овој греф, било кој да е, тогаш треба да сватиме дека сепак можеме да победиме се доека не сме го предале Христа, доека не дошол тој клучен момент. Значи, треба да бидеме поупорни од ѓаволот. Да бидеме како Јаков кој го барал благословот, кога се борел таа ноќ. Не те пуштам, Господе, не те пуштам доека не ме благословиш. Господе, не те пуштам доека не ми подариш победа на таа моја слабост, на тој мој греф. Што и да е. Оти знаете што, сум размислувал често пати, почнувајќи од мене, да не испадне сега дека, нели, јас сум светецот. Тоа што го влечеме низ годините како слабост, тоа највеќе не оддава до каде сме пораснале, до каде сме стигнале. Ние тук таму нешто сме победиле, ама тоа што го влечеме, и постојано и се уште е тука, тоа највеќе не оддава дали ние успеваме или не успеваме во нашата борба. Или, како што вели, ако отвориме во Евреите 12 глава и ги читаме другите стихови, каква треба да биде таа борба, значи како да се справите со нешто што лесно ве сплеткува. И лесно е, нели, овака теоретски да се каже, меѓутоа мора да бараме сила и помош од Бога. Евреите 12 глава. Ајде пак од први стих. Затоа и ние, имајќи околу себе толков облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно, значи треба тоа се положи настрана, да се совлада, да се тргне, да не постои во нашиот живот и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Потребно и трпение, текстот јасно вели, како гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера. Јас ке му кажам, како беше песната? На кого? Океј, јас разбирам, знам, многу е добро да имаш некој во животот, да му кажеш, да споделиш, да му се пожалиш, ама највеќе ќе те разбере Исус. Тоа секако. Значи, гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Значи тој успеа. Преку крстот, сегавате читавме Филипјаните 2 глава. Седна на престолот, се зацари, доби име над сите имења. Имено размислете за него. Тој претрпи од грешниците такви противења против себе си, за да не се истоштите и за да не станете малодушни. Да не ве сруши ѓаволот, значи не од противници, не од браќа, сестри, може, од било што, не знам какви околности ѓаволот спрема било какви сплетки околности за да ве сруши на таа слаба точка и да вие утре се обесхрабрите. Ама ние треба да гледаме на Исуса, како тој победи, за да не станеме малодушни. Оти ако станете малодушни, ако се разочарате, трката нема никад да ја завршите. Ако се откажете, значи тоа е откажување на некој начин. Трчате сега на 800 метри, не знам,
Со пречки, без пречки, не е битно. Секако е со пречки. Значи, нашата трка е со многу пречки. И ќе паѓате, ќе се сопнувате, ќе паѓате и на крајот застанувате. Па нема да завршите трката. Значи, тоа е мој целта на гјавот. Уште не сте се воспротивиле, ова е проблемот можеби кај нас. Како треба да му се спротиставиме на гревот? До крв. До крв да му се спротиставиме на гревот. Крв мора да падне. Сака да каже, тоа е безпоштедна битка, борба. Поготово со нешто што постојано ве сопка и паѓате многу лесно. Па со тоа, знаете како грчевито треба да се борите. Баш Јаков, тоа ми е најдобра може би слика тука. Јаков, кога се бори со Исуса. Не те пуштам додека не ме благослови. Чи знам, излажав, лажгу сум, таков сум. Тоа не е слабост. Си добив што заслужував, што ми требаше, ама не сакам веќе да бидам тој. Сакам да победам. И победил, ама како победил? Ете така. До крв треба да се спротиставиме на гревот, како што вели четвртиот. Уште вели не сте се воспротивиле до крв во борбата против гревот. Значи, од нас треба напор. Господ е тука да ни помогне, меѓутоа нешто што постојано го прави човек не се остава така лесно. Апсолутно не, таа нервна патека, не, тоа е тука. Буквално, и тоа е за жал, буквално кога се познаваш со некого подолго, ние тука се познаваме, јас се познавам со вас 18 години веќе, до 1. март. И точно дури знаеш некогаш некој како ќе се однесува или што ќе каже и како ќе каже, затоа што веќе го знаеш, мислам. Ама за жал ќе кажам, затоа што тоа е тој, а не треба да биде така, и јас не треба вака, ама тоа сум јас се уште сум таков, јас се уште паѓам на слаб сум на тоа и тоа е за жалење. Значи, тоа е моментот кај што ќе кажам, мора да бидеме свесни дека не сме ја завршиле трката, ама и да не се разочараме затоа што сила имаме огромно на своја страна. Не треба. Вечер ќе продолжиме со темата, па баш ќе читаме и цитати, тогаш охрабрувачки цитати од Патот кон Христа пред се дека не треба да се обесхрабриме покрај тоа каква е борбата со таа наша слабост. Кажав и предходно, значи самиот факт што ѓаволот е се уште упорен да ме куша и бутка на истото, значи дека се уште ме нема целосно во своји раце. Се уште има надеж. И во оваа борба со гревот, знаете, некојаш, онака можеби, ние сме научени некако по некои шеми да работиме. Значи, имам сега некоја слабост и прво, не треба се преправаме дека немаме проблем. Значи, треба да бидеме искрени кон себе. Меѓутоа, нема да го решиме проблемот со зголемување на нашите духовни активности, да кажам така. Значи, јас дома сега, пример, речеме, денеска гледам една проповед, или не знам, ќе прочитам 5 страни од Библија, за да му го слободам гревот, сега ќе гледам по 5 проповеди. Пробајте, не знам, кај мене тоа не иде, не пали. И 10 гледајте. Или ќе гледам една турска серија денес, а ќе слушам 5 проповеди, така ќе може некако. Не оди. Ќе се молам подолго, или не знам, такви некои. Вие можете се молите и 3 сати, ама ако тоа не е искрена молитва, ако станете од молитвата и станете исти од тој, што ви вреди таа молитва? Јас секој сум се прашувал што прават луѓето кога се молат 3 сати. Зашто се молат 3 сати? Знам, верувам дека да, кога имате некој горелив проблем, сега зборуваме за тоа, треба, не дека треба, некој ще да коленичите, меѓутоа, тоа е пак тука, одредено треба да биде, тоа е таа, темата е таа, значи, и 3 сати да е, ама не знам што 3 сати да му зборувам јасно Господ, кога он знае, 3 сати да му кажувам дека јас сум ваков,
Или не знам, добро, може би имате некоја посредничка молитва, мислам, листа, па се молите за многу луѓе и така натаму и така натаму. Во ред, не зборувам против тоа, меѓутоа сакам да кажам дека тоа не се методи со кои што можете да ја победите таа долгогодишна славост. Не дека не треба да се молите и не треба да му се посветувате на Господа, да слушате проповеди, да читате, затоа што делува Словото, секако дека делува, меѓутоа не квантитет, квантитетот не е битен. Ние мораме денес да решиме како прво, значи да бидеме искрени со себе и да решиме, да сватиме првин дека тоа ни е слабост. И интересно е како што велеше Маргарет Дейвис во онаа нејзина книга Што треба да направам за да добијам живот вечен, така ли беше, да. Прекрасна книга кој некој ја чита веќе тука, ја прочитал. Жената која што имав прилика 2 пати, дури на 2 наврати кога оде во Шведска, баш да се погодам на нејзиниот семинар. Таа кажуваше за нејзиниот сопруг, мислам, Томас Дейвис, а тој пак е писателот на онаа книга што имаме преведено тука, што сте ја превеле на времето, пат, посветен пат, како беше? Посветен пат до христијанско совршенство, нешто. Не знам. Како? Победонесен христијански живот, нешто така беше, да. И таа исто прекрасна книга. Како човекот имал некоја славост и сега супругата му укажала на таа славост. Ама, знаете, човек кога е слеп за нешто, тера дајле. После уште некој брат, уште четврт брат, неколку души му кажале, и си вика, тука мора нешто да има, сега се замислил. Ова не е еден, 5 души ми кажуваат. Значи, се замислил. Така, буквално така тргнал да го бара начинот до спасението всушност. И, односно, тој, ама и неговата сопруга пред се зафатиле со темата за оправдување со вера и целиот оној нејзин семинар, што таа го држеше тогаш, веројатно денеска не е меѓу живите, уште тогаш беше доста во поодминати години. Значи, треба да решиме, треба да сме свесни. Нема да го предадам Христа, да бидеме одлучни во тоа, без оглед на се. Што и да ми стои на патот? Па зарем да го предадам мојот Спасител, оној кој што дал се за мене. Подобро да не сум се родил, тогаш ќе излезе и за нас. И не смееме да се умориме, не смееме да станеме малодушни, да речеме, ќе баталам се, нема корист. Тоа да, ѓаволот те бутка и во такви моменти треба да сватиш дека треба да се свртиш кон Господа, а не да гледаш пак на себе и утре чекај, сега ја ќе засукам ракавите, сега ќе бидам по. Не оди така, значи пак ќе паднеш, и пак ќе паднеш, и пак ќе паднеш. Да не забораваме на едно друго нешто, дека на ѓаволот му се одбројани деновите. Крајот му е близу, крајот се ближи, крајот на битката се ближи и замислите што можете да пропуштите само за некое кратко време или некое кратко задоволство или било што и да е овде од оваа проклета земја, да ја кажам така. За некои ситници. Да го испуштите небото. Да не должам многу, сакав да бидам пократок, ама Филипјаните 1.6 ќе завршам со овој текст, па вечерва кој ќе дојдете ќе слушате продолжеток, кој не ќе гледате на нашиот канал. Филипјаните 1.6. Ова треба да бидеме уверени, ова треба да ни биде зацртано во нашиот ум. Уверен сум во тоа, дека оној кој го почна доброто дело во вас, во мене, во сите нас, ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Треба само да му дозволиме. Тој го започнал тоа дело. Тој не повика, тој не пронајде, тој не викна. Тука сме заради тоа што тој не пронајде. Тој го започнал тоа дело и тој ќе го доврши. Ние само треба да соработуваме. Што и да е, каква и да е слабост, сите имаме по нешто, пак ќе кажам, фала му на Бога, дај Боже да има некој стварно навистина што ќе се пофали, ќе каже, еве, ја немам никаква слабост, иако пак знаем од друга страна дека таквиот нема да каже и да нема да го каже тоа.
Нека Господ ни помогне и нека не води низ нашите животи во борбата со нашите слабости, проблеми, мани, гревови и така натаму. А ако сме со Него, сигурно ќе победиме. Амин.